умешност на справување со предизвиците кои што ги носи тинеџерството, еден водич за родители, оригами, на доктор Камилија Симеонова. Со неја разговараме во продолжение. Докторката е инаку специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. Со неја многу често сме зборувале за предизвиците кои што ги носи секојдневието наше на родителите и тинеџерите. А сега во еден малку поинаков разговор за сите тие предизвици претопени во еден водич кој што нам треба да ни помогне. Добро утро официјално. Добро утро, Јована, благодарам на поканата. Докторке, што ве инспирираше? Прво да напишете книга, оригами, ќе зборуваме и за името, но да напишете книга. Така, Јована, знаете како адолесценцијата е прилично една сериозна развојна криза во семејствата и она кое што честопати ми се случуваше во текот на професионалната работа, да погледнам дека родителите имаат една перспектива, децата друга. И ми се чини дека многу пати во терапијата се сведуваше како да јас сум преведувач меѓу два различни света. Знаете како да зборуваат на два различни јазика. Да, како медијатор, да. И ми се чини дека од тука ми се јави потребата да напишам нешто каде што ми се чини дека родителите нели додека имаат слободно време, да може да им биде од корист и да може би подобро да го разберат адолесцентот. Многу е интересно оригами, насловот предизвикува внимание. Јас прочитав нешто што се крие, но ајде што ќе ни кажете вие што се крие зад оригами, зад името? Така, морам да бидам искрена дека првично името оригами го избрав и пред да го знам нели она значење на јапонскиот јазик кое. И оно кое што ми беше символиката е дека всушност психотерапијата ни прави една промена на личност, едно преструктурирање, реструктурирање и нели оригамите всушност се тоа. Од хартија ние правиме различна форма. И у суштина кога го видов значењето на оригами, видов дека у суштина, пошто нели јас сум Камилија, на Галена ме викаат Ками, видов дека се состои од ори и ками, всушност моето име е тука. И ми стана уште по драго дека нели сум го избрала баш ова име. И у суштина ори значи хартија, ками значи дух што не се крши. И символиката е таа дека во животот се она што не прекршува всушност служи за креирање на една многу подобра форма од претходната и од една обичен лист хартија ние добиваме на пример цвет, добиваме птица, добиваме форма. Како би опишале книгата? Зошто повеќе ќе ја доближите до родителите дека можеби во заедничката комуникација тие ќе создадат една нова под наводници идеална форма. Да. И тоа е исто под наводници затоа што сите сакаме некоја идеална форма, облик идеален од нашето дете. Дали можеби таа комуникација всушност која што на некој начин знаеме да се изгубиме во истото, овој водич помага со леснотија да ја оствари. Да, и суштина затоа и го направив да речам во една средна големина, ни премногу долг, ни премногу краток. И во него понудив едни многу практични совети, значи во која смисла? Значи на родителите им понудив едни најкласични сценарија кои што ги носи самата адолесценција или самиот пубертет. Им ги напишав оние типични сценарија како нели вообичаено родителите реагираат. Што со таа реакција децата всушност доживуваат и како би можело на еден поинаков начин, еден да речам по корисен начин и за родителите и за децата да они имаат прилика да ја видат една другата перспектива, значи перспективата која што е всушност вистинска, онаа која што јас ја гледам на терапија. Всушност да на некој начин како они да бидат самите терапевти на своето дете. Вашата работа, вашето искуство е тема за многу разговори тука. Многу пати сме зборувале за многу предизвици кои што ги имаат и тинеџерите и адолесцентите. Колку вашето искуство влијаеше во создавањето на оваа книга? Морам да бидам искрена многу. И факт е дека работејќи со млади и работејќи да речам психотерапија многу често и знаете како и ние го препознаваме нашиот адолесцент, односно нашето дете, пошто знаете како сите ни животот си го носиме своето дете со нас. И знаете како многу пати кога ќе ги видам родителите како реагираат бурно за нешто што прави нивното дете, всушност кога гледам оној адолесцент кој што они оставиле кризата тука додека биле млади и не ја надминале и сега се реактуализира со нивното дете и сега болката е двојна заради тоа што имаме неразрешени работи од минатото и имаме развојна криза на нашето дете. И оно кој што го велите, кој што го кажавте вие, ние пробуваме да бидеме идеални. Во суштина тој го потенцира во книгата дека идеалното, совршеното е илузија.
и дека е многу неблагодарно да стремиме кон нешто што не постои. И дека не постои совршен родител, туку постои присутен родител. И колку сме ние повеќе присутни во животот на детето и колку подобро го слушаме, толку сме поуспешни како родители. И во суштина и многу пораки има против на родителите кога децата бараат нешто од нив, да може да го слушнат, бидејќи знаете како некогаш ние сме заглавени со тоа да го надкомпензираме оно кое што нас ни недостасувало како деца и да тоа им го понудиме како идеален модел на нашите деца, а можеби тоа нив воопшто не им треба. Колку убава реченица, некако најголемиот предизвик секојдневно кој што го живееме. Да, најчесто токму тоа талкаме по тоа нешто нам што ни недостасувало да го овозможиме, но можеби не секогаш е тоа материјално, може да биде и нешто сосема друго, но можеби токму тоа не одговара на сензибилитетот на нашето дете. Најголем предизвик за вас, што беше во пишување на книгата? Дали тоа дека вие сега како доктор, со богато искуство, со животни приказни во вашето искуство, требаше да, како автор, да се инспирирате од тие, да ги преточите во книга, а при тоа да ја задржите она доверба која што постои помеѓу пациентите и докторот, така, особено во споделување на некои интимни чувства, особено во споделување на животни приказни, така што колку успеавте во сето тоа да останете имуни, да бидат буквално ваша инспирација, да се преточат во книга, а сепак да останат како инспирација, да никој да не се препознае. Да, морам да кажам дека она што велите вие, што беше најголемиот предизвик, беа неколку. Прво беше моментот дека нели тргнуваш да пишуваш од позиција нели на лекар и тргнуваш и користиш термини кои што се, да речам, прилично медицински. Докторски, вие се разбирате. Првата борба со себе, нели речникот кој што го користите заради тоа што тој прирачник не е за вашите колеги психијатри или за вашите колеги лекари, тој прирачник е за родителите. И прво почнувате да пишувате она стручно типот на, не знам, сепарација, триангулација и сите тие, да речам, психотераписки термини. После тоа викате, не, ова не оди вака. После тоа, знаете како, внимавате да, кога пишувате, бидејќи знаете како родителството е една најчувствителна, највулнерабилна категорија. И пробувате да не го навредите родителот, бидејќи знаете како родителството е прилично сензитивно. И пробувате низ примерот тоа да не звучи грубо, за да не разбудите бунт кон родителот. Да, не ве обвинувам за вашето однесување, туку ви помагам. И тоа е суштина, и тоа е моето уверување. Јас навистина не осудувам никакво однесување, бидејќи знаете како секој еден од нас како родител сака да биде безпрекорен и никој не прави нешто свесно, никој не сака свесно да му погреши на детето. Сметате дека го прави најдоброто во тоа време. Да, и тоа знаете како ние имаме некој вредносен систем, ние имаме некаков трансгенерацијски образец на воспитување. Ние само ние даваме нешто што и ние имаме во самите нас. Меѓутоа знаете како никогаш тоа што ние го имаме не е можеби најкорисното за нашето дете. Бидејќи, како да кажам, имаме кросинг овер на гени, нашето дете може да е сосема различно од нас и со сосема различни афинитети тука. Сакам да кажам дека тоа бе прилично вака поизразени предизвици. Така што ми се чини дека за тоа постои лектора тука кој што ми помогна да оние термини кои што ги препозна како медицински да ги коригира во самиот прирачник. И ми се чини дека би служел на многу семејства. Верувам дека ќе служи на многу семејства, особено некако мајките, чинам дека ќе бидат оние кои што во прва линија ќе сакаат да го прочитаат, што се разбира и татковците треба да го сторат истото, но ќе зборувам и за наставниците. Кои се темите кои што се поврзани и обработени во оригами? У суштина се обработени сите теми кои што ја отсликуваат и опишуваат адолесценцијата. Буквално сите теми. Тоа се секојдневни предизвици кои што ги живееме. Секојдневни предизвици, да, и оние да речам класични развојни елементи, како се гради идентитетот на адолесцентот, што значи бунтот на адолесцентот, што значат солзите на адолесцентот, што значат оние дисфорични елементи од типот на промена на расположение кај адолесцентот. Буквално да речам сите оние развојни секвели кои што ја опишуваат адолесценцијата. И знаете како, тоа е една перспектива која што ми се чини дека брзајки, живејќи во ова модерно брзо време, ние просто сме преплавени од разноразни работи и ми се чини дека тука немаме доволно фокус и не можеме да ги препознаеме некои работи кои што детето тивко, меѓутоа гласно ги кажува. Главната порака која што сакате да ја понесат со себе читателите?
дека секогаш и секоја промена нуди нешто што е подобро. Јас сакам тоа така. Јас сакам и така да завршам емисијата со оваа порака. Многу убава порака. Тоа е секојдневен предизвик кој што од било кој аспект го живееме во ово општество, а се чини дека во светот на возрастните ние секојдневно такви предизвици живееме и кога и извинете што ве прекинав, зашто лудирам на промената, бидејќи знаете како ни одминуваат годините, ние секогаш бираме да она што е фамилиарно до нас, што она што ние рутински сме навикнати да го правиме и се плашиме од промената. Се плашиме да бидеме различни родители од тие кои што биле нашите родители. И усуштина промената тој суштината на оригами, дека преклопувањето значи подобра форма, дека некогаш промената генерира нешто што е подобро и да не плаши да бидеме различни, да не плаши да пробуваме, бидејќи знаете како, не постои конзистентност во нешто кое што трпи промена. Знаете како, треба да самата адолесценција бара различен родител, бара пуштање на детето. И знаете како таа криза, усуштина дека ние го губиме детето. Тоа е една сериозна криза за родителот. Бидејќи знаете како одеднашка ние имаме дома дете, изборуваме нели во множина ние, и одеднашка имаме адолесцент кој што е тој таа, веќе не сме ние. Знаете, тука е онаа суштина која што родителите малку потешко нормално заради тоа што ни секогаш како вика детето да има 40 години ќе ни биде нас дете. Да, меѓутоа секогаш ќе ни биде дете, меѓутоа да му дозволиме да биде возрасен. Тоа ми е суштината. Дали оригами, сега веќе готово, јас имам многу прашања дополнителни, дали оригами ќе остави простор на разговор на родителите со децата? Тоа е суштината. Тоа е суштината. Ќе отвори дискусии? Ќе отвори дискусии. И знаете како и родителите, во суштина нели тоа што кажав како да сум медијатор помеѓу нив. Кога они ќе слушнат перспективата кога адолесцентот ќе ја каже, зашто ќе се чувствува комфортно и заштитено, и они се изненадуваат всушност што све се крие за таа реакција кај нивното дете. И што во суштина тоа значи? Така е, бидејќи знаете како, пак ќе кажам, родителството е доживотен процес. Родителството е нешто кое што ние не сме се родиле со упатство како да бидеме родители. Родителството е нешто што трпи промена и нешто што се минува низ текот на целиот живот. И нели родителот постојано треба да пушта да зема, и тој процес е процес во кој што особено за модерните деца, заради тоа што повторно ќе кажам, живеењето во модерниот свет бара сосема различно родителство. Од наједноставна причина, нашите деца имаат два света, виртуелен и реален. Ние сме живееле во еден свет и ние сме имале задачи за еден свет. Нашите деца имаат задачи за два света. Ќе ве задржам тука уште, ќе сакам да зборувам и за наставниците. Дали колегата Ване Марковски ни е подготвен? Дали го имаме колегата Ване Марковски подготвен? Се уште не е подготвен? Добро. Го очекуваме да ни се јави од градската гимназија од Јосип Броз Тито. Ги вклучуваме и наставниците, професорите. Да. Во нивната улога во комуникација со децата. Колку оригами е наменето за наставниците, ако зборуваме дека клучот за успешен развој на еден млад човек треба да биде комуникацијата помеѓу родителот, нели уште од најмлади години, помеѓу родителот, наставникот и детето, колку оригами е наменето и за наставниците? Да, и јас ќе кажам дека е наменето за професорите, заради тоа што, како што кажавте, како родителите во модерно време имаат сериозна задача, јас истото го сметам дека и професорите. И нашите професори имаат многу повеќе предизвици него што може би имале професорите во минатото. И знаете како, ми се чини дека со самиот прирачник, јас не дадов концепт стрикно, нели, како родителите само треба да реагираат. Ја опишав адолесценцијата во глобала. Што однесувањето на адолесцентот значи? И бидејќи знаете како и професорите некогаш се затекнати, и мене ми се случува да јас се контактирам со професори, и мислам, јас навистина ги почитувам професорите, мојата мајка е професорка, сега во пензија, и знам кој предизвик го имаат тие работејќи со младите, јас знам колку они се трудат да ги разберат младите. И од таа перспектива ја опишав адолесценцијата, што таа отсликува. И во модерен контекст, значи не што значи адолесцентот нели кој што бил пред 40 години, него што значи за овој адолесцент. Буквално еден модерен прирачник каде што и наставникот и родителот и секој еден кој што во обкружување на адолесцентот ќе може подобро да развие, да разбере таа адолесцентна динамика. Ајде сега ќе го вклучиме колегата Ване Марковски, дали професорите ги остварија своите цели
во првото полугодие, дали се задоволни од нивната мисија во секојдневните предизвици кои што ги живеат со тинеџерите, со адолесцентите? Ване, те слушаме како на дополнување на разговорот. Да, внимателно ве слушавме со соговорничката. Јас ќе го надополнам разговорот и ќе продолжам секако со мојата соговорничка. Се наоѓаме пред средното Јосип Брос Тито во Скопје, Емилија Величкова, наставничка по македонски јазик, класен раководител, наша соговорничка. Добро утро. Добро утро. Го завршуваме веќе првото полугодие. Убаво кажа колешката Јована од студио, ако можеме да направиме сублимат дали се наставниците, професорите задоволни од работата овие први неколку месеци во однос со дечињата? А секако дека би требало да бидат задоволни, меѓутоа И младите, реков дечињата. Така, меѓутоа секогаш може подобро, ние така велиме. Секогаш од нив очекуваме многу подобри резултати, особено до крајот на учебната година. Првото полугодие течеше солидно за поголемиот дел од учениците, особено за оние во прва година кои што дојдоа, тие се уште се навикнуваат на атмосферата, се адаптираат на новитетите, на професорите, на наставниците и ние се уште се запознаваме со нив. Меѓутоа очекуваме многу подобри резултати до крајот на учебната година. Сега во однос на темата во студиото и во однос на улогата на наставниците во воспитувањето на детето, колку тука каде тука коегзистираат родителите и наставниците, каква е нивната соработка денес и што можеме да промениме за да биде подобро се за добробит на детето? Јас би започнала со тоа дека училиштето не е само образовна институција, туку и воспитна институција. Воспитната институција, односно воспитниот сегмент кој што треба да се придонесе, го даваат секој од професорите, особено тие наставници кои што се секојдневно со нив. Зборувам за средно училиште, сепак во основно се малку поинакви, паралела правам со средното училиште, поинаков е интересот на учениците кон наставниците. Веќе кога ќе дојдат во средно училиште, тој сегмент на ниска адолесценција, кој што треба да премине во повисока, во позрела адолесценција, е многу важен и сегментот на една кохезија на родителите со наставниците, особено со класните раководители. Знаете како ние сите, како родители, најтешката улога во животот ја има родителот. Секогаш сме пристрасни кон своите деца, зборувам и во свое име. Меѓутоа, секогаш мораме да бидеме и реални во однос на тоа дека децата не се истите, не се однесуваат исто и во училиште и дома. И секако дека мора да дадеме придонес не само наставниците, туку и родителите. Доколку има една добра комуникација, секојдневна комуникација помеѓу родителот и наставникот, тогаш ученикот ќе знае дека и од двете страни е согледуван секојдневно, сите негови нешта кои што ги, да речам, ги создава, ги тековно во текот на денот во училиштето ги преживува, дека може би ќе бидат делумно, да речеме, пренесени, односно не пренесени во поглед на целосно класниот раководител, нели да се јавува, да пренесува се што треба, се што е потребно да дознае родителот. Затоа што ние како наставници имаме и голема улога во однос на нивното созревање. Секогаш учениците кога ќе дојдат на училиште се сакаат внимание, сакаат да се слушнати, сакаат да споделат со нив нешто, па дури и од дома. Колку е тука важна искрената комуникација од страна на родителите и што вие како наставници тука би променили и би ги посоветувале родителите, сето тоа за доброто на нивните деца? Имаме ли се уште родители кои што немаат искрен пристап со наставниците и за жал не го разбираат во целост ова што досега го зборувавме? Како и секогаш постојат родители кои што немаат искрен однос со класниот раководител, особено и со наставниците. Нормално е дека се ги сакаат своите деца, ги сакаат, но треба да им веруваат. А за да им веруваат, треба да имаат еден
поголем доверлив однос со класниот раководител, особено и со предметните наставници, доколку нели доаѓаат во училиште, се слушаат, затоа што ние постојано имаме комуникација, дали не мора да биде со физичко присуство комуникацијата, значи постојано сме достапни на телефон, на мејл, одговараме на пораки, одговараме на повици. Се за доброто на учениците, особено кога ќе дојдат во прва година, каде што е навистина потребно еден поголем пристап кон нив, поголема внимателност кон сето она кое што значи го преживуваат секојдневно. Дали во училиште, дали на патот кон дома, дали дома. Затоа е многу важен искрениот однос на родителот кон класниот раководител, дури и во најдовирливи ситуации, затоа што класниот раководител секако дека нели ги преживува истите нешта, затоа што јас велам секој пат на родителите кога ќе дојдат, ние сме им втори родители во овој дом овде, каде што го поминуваат нели половина денот време од денот. Така што се надевам дека ќе ме разберат правилно ова што го зборувам. Не ги прикривајте. Да, ме боли глава денеска, ме боли стомак, може ли да не одам, не сум подготвен за училиште, еднаш, два пати. Како велат, еднаш кога ќе го направите, нели, е грешка, ама вториот пат е веќе избор. И вие му го давате изборот на ученикот да избира, да не доаѓа на училиште, кога има 2 или 3 испрашувања, а не да се подготви да премине таа пречка. Значи, тука треба добро да се најде средината, во комуникацијата, за крајот разговоров лежи клучот во се. Во искрената комуникација. Искрената комуникација пред се. Да. Ви благодарам многу за отстапениот простор и време. Ве оставам да се вратите на обврските денес и посакувам убав, пријатен работен ден. Ви благодарам и вам. Секогаш нашите одлични соработници од средното Јосип Броз Тито Скопје. Јована, тука ќе се одјавам со малку ќе се изместам од темата. Накратко, само се наоѓаме во центарот на градот, сигурно слушате и свирежи од автомобили. Имаме гужва, 8 часот и 33 минути, пред се во централното градско подрачје. Добро, тоа е и карактеристично за овој дел од утрата во Скопје. Ти благодарам, Ване, особено за мене емотивна. Јосип Броз гимназија, јас завршив таму и секогаш кога и да поминам во било кој дел од денот една посебна емоција. Поздрав до сите професори, а и мојата класна се уште, верувам дека е на часови, се уште си е во Јосип Броз. Благодарам. Продолжуваме понатаму. Ајде да се вратиме ние на темата. Зборувавме за професорите, за наставниците, но ајде малку и за вашата професија. Дали пишувањето ви донесе еден малку поинаков поглед на вашата професија? Неочекувано е од вашето столче да преминете на нешто поинакво. Да, и навистина е така, и она што во суштина, како да кажам, го научи со самото пишување е дека вреди да пробаме нешто различно, оно што им го платувам на родителите, бидејќи знаете како никогаш може да искочите од својата рамка и да понудите нешто што може би е многу подобро него седењето во самата рамка. И пишувањето ми даде една друга перспектива да видам колку суштина психијатријата, бидејќи тоа е нешто што страшно многу го сакам, колку во суштина нуди различни перспективи, бидејќи знаете како кога сте заглавени, работите во болница, работите во свет на крв, некако, нели, вие сте докторот со белиот мандал што нема капка крв на него и знаете како многу имате една поинаква перспектива. А кога ќе го добрете пенкалото и кога ќе почнете да пишувате, тоа е вашата уствари фамилна позиција. Меѓутоа креирате нешто што е различно од докторски свет. Така што прилично беше убава емоција. Што научивте за себе создавајќи оригами? Дека можам повеќе. Ова е добро, ова е одлично. Тоа значи дека ви се отвори пат и посакувам да биде така, нека ви биде со леснотија и да очекуваме продолжение. Да очекуваме некои поинакви форми за подобра. Ветувам. Да, благодарам докторке, благодарам што ни бевте гости. Со нетрпение очекувам да ја прочитам книгата која што пред се надевам дека ќе биде одлична алатка и за мене во умешноста на справување со предизвиците на тинеџерството. Да, благодарам.